Драги мои, ја имам честа и денес и ова неделно претпладне да ви посакам добре дојде во вашиот омилен магазин за уредување на простор Квадрат. Подготвивме доволно содржини вредни за да го задржат вашето внимание до крајот на ова 30-минутно денешно дружење, а на кои теми ќе бидат истите дознавате во краткиот преглед на денешново издание. Го почнуваме и овој Квадрат на исти начин. Еве што ќе гледате во него. Во новиот Квадрат ви ги откриваме тајните на онлайн продажбата. Ве советуваме како да одберете комода за собата за дневен престој и како да го уредите домот во скандинавски бохо стил. Останете тука, по рекламите почнува новиот Квадрат. Акрон. Секој детал е важен. Зошто Home Concept? Затоа што нудат детално изработени проекти за целосно уредување на секаков вид објекти. Вложувањето, иновациите и организираноста се нашиот успех во креирање на вашата приказна. Ваш дом, наш концепт. Home Concept. Мебел од најдобрите турски брендови. Ова издание на Квадрат одлучивме да го започнеме со една актуелна тема, особено последнава година, откако научивме се повеќе да работиме од удобноста на нашиот дом и се помалку да остваруваме физички присуства за извршување на нашите обврски, па дури кога е и тоа шопинг. Овој пат ќе зборуваме на темата онлайн продажба на мебел, тоа исто така актуелно, последната година особено беше актуелно и колку треба вие да верувате колку е овој начин на купување безбеден, дознавате во продолжение и тоа низ разговорот со нашите стручни соработници од All for Home. Сите важни совети и насоки на оваа тема ги дознавате во продолжение. Уживете! Денес купувањето мебел може да биде брзо и лесно, но и да ги надмине бариерите како време и локација, благодарение на онлайн продавниците и веб страниците. Една од најважните карактеристики на купувањето преку интернет е подобрата прегледност и можноста за полесно филтрирање и селекција на предметите според видот, цената, бојата, возраста, желбите. На овој начин потрагата по вистинското парче мебел може да биде поудобно и поефикасно, дури и кога станува збор за повеќе предмети, па дури и опремување на домот во целост. Сепак и покрај тоа што реномираните компании нудат замена и гарантираат задоволство од услугата, за да се поштедите и себе си и компанијата од која купувате, од непотребно губење време. Добро е да знаете неколку важни моменти пред да се впуштите во онлайн шопинг на мебел. За оваа тема консултиравме стручни лица кои се занимаваат со онлайн продажба на мебел и кои искуствено знаат најдобро да ни помогнат и одговорат на сите прашања врзани со оваа тема. Еве сме во All for Home, од каде пред се ни откриваат што да имате на ум при избор на мебел при купување преку интернет. Пред се најважни се димензиите. Проверете ги димензиите на вашиот простор каде што планирате да ги поставите парчињата мебел нарачани онлайн, во согласност со димензиите дадени на страницата за секоја ставка одделно. Користете ги можностите за презентирање на мебел во вашиот простор преку креирање 3D предлози доколку е потребно. Следно е нормално и цената. Нема ништо лошо во тоа да се интересирате за цената помеѓу првите ставки, освен кога тоа е на штета на квалитетот. Добра работа во интернет продавниците е што може да направите и селекција и филтрирање според овој критериум и на секој артикал ја пишуваат цената, па нема да трошите време за да пребарувате по парчиња за кои не сте подготвени да потрошите одредена сума на пари. Кон ова ние би додали дека е далеку поедноставно да разгледувате од удобноста на вашиот дом, отколку да трчате од еден до друг салон за мебел трагајќи по соодветно парче мебел. Корисно е што додека сте дома можете во моментот да мерите и да планирате додека го разгледувате мебелот кој сакате да го вклопите во просторијата. И целиот тој процес се одвива значително побрзо. На овој начин заштедувате и време и пари.
Заштедувате и нерви, затоа што се што ви е потребно како информација е веќе напишано под секој артикл. Секако интернет продавниците се достапни за дополнителни прашања и секогаш сме тука за брз одговор на се што дополнително ги интересира потрошувачите, на основните информации како цена, димензии, материјална изработка, дополнителни важни податоци и фотографии се веќе истакнати за секој засебен артикл. Исто така достапни се искуствата на претходните купувачи, што е еден вид гаранција за квалитетот и каде може да добиете уште пореална слика за производот кој го нарачувате. Дополнителните прашања се одговараат многу брзо, а исто така непречно се одвива и замената доколку она што сте го одбрале по доставата сепак забележите дека не одговара на вашите очекувања. Во време на вакви услови особено, ова може да се каже дека е најрационален, најбрз и најбезбеден начин на купување. Или можеби прва точка од купувањето. Имате опција и добро да разгледате на онлайн продавницата, а потоа и лично да го посетите салонот и времето за шопинг повторно да го сведете на минимум, а дома да се вратите со најсоодветното парче мебел за вас. На овој начин можете да го опремите вашиот дом со сите парчиња мебел, меѓу кои е она просторија каде што поминувате, верувам дека најголем дел од времето. Да, станува збор за дневната соба, честопати зборуваме за неа, меѓутоа и вие најчесто поминувате време таму со пријателите, со семејството, самите обавувате различни обврски во оваа просторија и затоа таа треба да биде можеби најмногу естетски, обрнете внимание на неа, меѓутоа и најудобна и комфортна за да го поминувате времето во неа. Денес ќе одлучуваме како да го опремите овој простор во домот, меѓутоа со оној централен елемент или еден од нив, а тоа е комодата. Како да одберете комода за собата за дневен престој, дознавате во продолжение низ разговорот со нашите стручни соработници од Home Concept. Уживете во она што следува. Од потеклото на првобитната куќа па се до модерната доба, дневната соба била и останува центар на секој дом. Место каде што поминувате најмногу време, и соодветно на тоа треба да му се посвети посебно внимание при организирање и уредување. При уредување на дневната соба во вашиот дом, потребно е да се земат предвид желбите и потребите на корисниците на овој простор, во рамките на вашето семејство. А исто така е потребно да се земат предвид и оние факти дека овој простор мора да биде пријатен и удобен за пријателите и посетителите на истиот. Дневната соба не е само софа, фотелја, ТВ и клуб маса. Таа е место каде што можете да се опуштите, да уживате, да се релаксирате или дури да направите некоја ваша креативна работа. Денешната дневна соба е целосно нов концепт, кој многу се разликува од концептот на дневната соба од претходните периоди. Како и да е, дневната соба е се уште место каде се собира целото семејство. Удобен простор за забава и одмор, прием на гости, па понекогаш и работна соба. И се уште неизоставен дел од неа се комодите. Неодолив декор, место за телевизорот, за голем дел од декорациите во домот, за складирање на предмети кои секојдневно ги употребуваме додека престојуваме во овој простор. Гледајќи кон телевизорот, веројатно комодата е и местото на кое најдолго се задржуваат погледите, и на членовите од семејството, но и на посетителите. Од тука произлегува и важноста од внимателен избор. Концептот комода во превод од француски значи удобен. Тоа е елегантен додаток во дневната соба, кој се разликува во дизајнот, димензиите, пространоста и функционалноста. Во денешно време изборот на модели е неограничено голем, исто како и фантазијата на модерниот човек. Тоа може да се и неколку парчиња мебел кои што се комбинираат во едно. Комодата може да изгледа како типичен плакар со фиоки, плакар или дел од зид застаклен во предниот дел. Оние попрактичните знаат да ја одберат како дел од сета за уредување на целиот стан. Но не се малку ниту оние кои сакаат да си поиграат со стиловите и дизајнот. Опциите се бројни. Можете да ја прикачите над зидот, да ја ставите како засебно парче мебел, да биде поставена во средишен дел од собата или островски, или одредени модуларни конструкции. Модерните варијанти се почесто се едноставни модели кои воедно се и лесни за одржување. Но во прашање се вкусови. Зависно од дизајнот на остатокот на интериерот, тоа може да биде централно парче мебел во собата за дневен престој и да се истакнува,
или да ја претопите во интериерот и околните ѕидови за да добиете визуелно попростран простор, а да ја задржите функционалноста на комодата. Ако ви треба модел за модерен стил, минимализам, бруталност, обрнете внимание на производ без ексцеси, кои се карактеризираат со строги прави линии, минимална отвореност со посебен акцент на функционалноста. На располагање имате и бројни материјали од кои комодата може да биде изработена, од што зависи естетскиот изглед, но пред се и трајноста и квалитетот. Поиграјте си и со деталите, ногарки, рачки, резбани детали. Сите тие даваат посебен шарм на парчето мебел, а преку него и на целиот простор. Најдобрата инспирација е визуелна, па затоа во продолжение кратка инспирација одбрана од нас. Комоди и како истите да ги втопите во целата соба за дневен престој. И последна тема за денешниот квадрат ни се стиловите. Одамна не сме зборувале на оваа тема, а верувајте дека се секогаш барем и би требало да бидат почетна точка при уредување на вашиот простор. Денес ќе зборуваме за еден од најактуелните стилови, а тоа е скандинавскиот, заради карактеристичната чистота по кој се карактеризира најмногу, меѓутоа овој пат во комбинација со бохо стил. Зашто станува збор, дознавате во продолжение. Уживете. Едноставноста, функционалноста и неутралноста се едни од главните обележја на се повеќе застапениот скандинавски стил на уредување на просторот. Оние кои се влюбеници во безпрекорната чистота и белина, но и оние кои сакаат да внесат светлина во својот простор, несумнено ќе дадат позитивна оцена на се повеќе актуелната примена на овој стил на уредувањето на животниот, но и на работниот простор. Сепак, ако ова ви изгледа како премногу неутрална опција, веројатно ќе посакате да го искомбинирате со некој друг соодветен стил, да го персонализирате и индивидуализирате просторот, како во него би се чувствувале пријатно и удобно. Трагајќи по најдобрата можна комбинација, одговор пронајдовме кај нашиот стручен соработник, архитект Македонка Андева од Scam Studio, кој во продолжение ни открива поважни информации на тема скандинавски бохо стил. Скандинавски бохо стил представува стил кој произлегува од минимализмот, пред се заради белите и едноставни форми кои што превладуваат во просторот. Понатака бохо, односно бохемијан, доаѓа од тоа дека парчињата мебел и предметите кои што се вградени даваат некое чувство на бохемијан или уживање во просторот. Тој стил им се допаѓа поготово на млади луѓе, заради тоа што го карактеризира нивниот патувачки дух. Мебелот кој што се употребува е со едноставни форми, например софи и фотели кои што се покриени со бели памучни ткаенини, кои што се комфорни за седење. Секогаш сите материјали кои што се потребуваат се природни, од природна волна изработки, од памук и слично. Подовите и површините кои што се наоѓаат во просторот се сите избелени, па тоа е еден начин да речеме да се почне, доколку сакате да го уредите својот стан во сканди бохо стил. Може да почнете од таму со тоа што ќе ги обелите сите површини и ќе ги исчистите од сите дополнителни форми. Ова е стил кој не трпи големи парчиња во смисла на големи плакари, регали, односно сака повеќе просторот да вдише и да биде отворен и прочистен од сите предмети кои го затвараат просторот. Карактеристично како материјал се појавува исто така дрвото, кое се појавува во сурова форма или во рустична форма, кое дава карактер на некоја органска, комфорен амбиент. Идејата на стилот е да се добие апсолутен комфор во амбиентот,
заради тоа што предметите кои што се донесени секогаш се лични и карактеризираат нешто од индивидуата на личноста која живее во самиот простор, па така специфични се чергите или некаква керамика или платна кои што се рачно изработени и секогаш самата рачна изработка дава повеќе карактер на самото место и го оплеменува. Поготово во овој стил каде што парчињата се поставени на бела површина, имаат простор повеќе да дадат топлина и да бидат во фокусот на вниманието. Идејата е да се експериментира со различни предмети кои што ќе се постават во просторот и да се најде некаков уникатен диалог помеѓу самиот простор и помеѓу овие предмети кои што му даваат секако дух на просторот. Боите што се користат се претежно монохроматски, земјани тонови кои што одговараат на нешто што е рачно изработено, дали е тоа, да речеме, употреба на волна, ткаенини, памук, секогаш глина, ориентални патерни и слично. Инспирацијата е од едни малку постудени и потемни предели на земјата, но далеку од тоа дека вакви сезони не се присутни на нашите простори. Сепак, неопходно беше да се консултираме со професионалец и на оваа тема. Во продолжение дознавате дали оваа комбинација на стилови е адекватна за примена кај нас и во каков тип на простори. Па интересно е тоа дека овој простор може да се примени во станови, за разлика од други стилови каде што неопходно е архитектурата да го следи интериерот. Овој интериер може да се примени и во станови. Меѓутоа е секогаш плюс доколку имаме повисоки плафони во самиот интериер, што повеќе светлина секако. И секако завесите, односно допирот со светлината да биде секогаш во некоја природна форма, значи да нема артифицијални светла, туку сета светлина што ја пропуштаме природно и таа природно да навлегува во самиот простор. Природни бели бои, исто така бели лајсни, тоа би рекла дека го значува стилот. Осветлувањето е секогаш одличен џокер кога природната светлина ни недостасува. Но дали е тука и адекватна замена? Па самата бела боја во самиот старт кога ќе успееме да направиме една бела база, да речеме, во просторот, тој самиот ќе привлече цела дневна светлина што воопшто може да ја донесе просторот сам во себе. Скандинавските земји се одразуваат со темни, да речеме, нема толку природна светлина, односно поголем дел од 24 часа е темен просторот во кој што живееме, паради тоа и оттаму потекнува белата боја, што значи може да се постигне стилот и во потемни простори, односно и самата идеја е тоа да се постигне светлина, а ја немаме. Ниеден стил не поминува без декорациите, кои често се и главни носители на стилот кој го представуваат. Секој стил има свој автентичен декор. А што е карактеристично за скандинавскиот бохостил? Како и во секој стил, особено се важни растенијата да постојат, односно да имаме цвеќиња колку што е можно повеќе во просторот. Интересно е дека во овој стил се употребуваат сакси кои што се обложени со платна или истите се поставени во плетени кошници. Самите сакси па дополнително му даваат елемент на земја на самиот простор и на цвеќињата, па тие се вклопуваат во некој рустикален земјен амбиент. Уметноста е во комбинирањето, па секој стил има свој сроден кој го надополнува и му дава уникатност. Која е најдобрата комбинација во овој случај? Па со скандинавскиот стил секогаш, меѓутоа ово е поразигран заради тие детали, односно елементи кои што се поставени во просторот и е помалце минималистички од скандинавскиот стил, со минимализмот да речеме и самите предмети кои што се поставени во просторот се еден тип на еклектицизам. Синоним за совршено белило е секој простор уреден во се повеќе популарниот скандинавски стил. Одличен пример е оваа гарсонјера од 38 метри квадратни, составена од ходник, кујна, трпезарија,
дневна соба и дел за спиење. Просторот има полукружен облик и согласно стилот на уредување, во него доминира белата боја. Се истакнуваат два големи прозорци кои ја исполнуваат собата со дневна светлост, а завршницата ја имаат декорациите и парчињата мебел. Едноставно, модерно, симпатично, шармантно и удобно. Еден од примерите е овој стан од 42 метри квадратни, кој уште на прв поглед делува смирувачки. Целиот стан е уреден во неутрални тонови и има многу детали во црно-бели линии. Дизајнерот на овој шармантен интериер ги одбрал белата, сивата и црната боја. И истите ги оплеменил со дрво и цигла, со цел да внесе топлина во просторот. Станот се состои од мал влезен простор, соба за дневен престој, кујна, трпезарија во полуотворен простор, со мала спална соба, во која дури успеале да сместат и уште помал walk-in гардеробер. Дневната соба пред се ја краси многу природна светлина, која во просторијата влегува низ двата големи прозора. Со цел да се остави простор за движење во просторијата, софата има мали димензии, а спалната соба од дневната е одвоена со преградни ѕидови, на кои се пробиени за да се реши недостатокот од природна светлина, која е важна за секоја просторија. Овој простор е навистина мал, што и нема простор за многу експериментирање, а во него може да се смести само кревет и фотелја за читање. Но благодарение на добрата организација и одбраниот стил, не изгледа воопшто клаустрофобично. Мала е и бањата, но исто така го следи стилот на остатокот од станот и е навистина функционална. Еден од најубавите примери на кои наидовме е овој интериер каде белата боја оддава чистота наместо стерилност. Во него доминираат бели тонови со минимални примеси на црна и други бои. Интериерот изгледа елегантно и чисто, оддава чувство на удобно место за живење. Живост му даваат ситниците во бледо-розови тонови, златните акценти, сивиот тепих, како и хромираната рамка на масата во собата за дневен престој. Белата ја разбиваат и растенијата кои се дел од интериерот, но и ѕидните тапети во форма на орнаменти, бројните книги и врамените фотографии. Во кујната и трпезаријата, белите површини се со висок сјај, а такви се и предниците во спалната соба, санитариите во бањата, полиците и гардероберот. Повеќето ѕидови се во бела боја, а паркетот е во најсветла нијанса на боја на дрво. Овој интериер во суштина е класичен, затоа што ниту мебелот, ниту декорациите не одскокнуваат од вообичаеното, а посебно го прави доминантната бела боја. Овој тесен и мал стан во Тел Авив, сега вака реновиран, доби практичен распоред, изобилство од природна светлина и простор за забава, кој неговите сопственици едноставно го обожаваат. Станот располага со само 40 метри квадратни површина, декорирани во минималистички стил, а неговиот интериер е карактеризиран со комплетно бела боја, која визуелно го проширува просторот, но и го освежува. За да се балансира снежно-белата површина, дизајнерот вклучил и изобилство од растенија во саксии, па освен нивната зелена, не постои ниту една друга боја вклучена во декорот. Со оглед на тоа што оваа гарсонјера била премногу мала за да собере мебел за соба за дневен престој и трпезарија, дизајнерот одлучил да употреби парчиња мебел кои можат да се користат и за двете намени, вклучувајќи маса и столици во совршена координација. Ваквите елементи од мебелот ја создаваат стилската карактеристика во просторот, без користење на бои, а нивните структурни форми се едноставно неодоливи. Отворената дневна соба се прелева во кујнски простор, кој исто така е во бела боја. Уште една паметна карактеристика представува и ѕидот кој ги дели дневната и спалната соба. Овој елемент содржи интегриран плакар од едната страна и телевизиска единица од другата, со што е максимално искористен. Спалната соба е составена од кревет, ноќна масичка и ламба. Едноставна и релаксирачка. Токму каква што и треба да биде според својата намена.
Просторот е комплетно поплочен со бел мермер, што е особено стилска и минималистичка солуција за малата квадратура, во која дури и малата комода поседува идентичен дизајн. Ве оставаме со убава инспирација. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Апелет, затоа што има ниска потрошувачка, висока технологија и ефикасност, гаранција и енергетска ознака. Фрико, ние не правиме само печки, ние го правиме животот подобар. Со советите и насоките за тоа како да го уредите вашиот простор во скандинавски бохо стил заокружуваме уште едно издание на Квадрат. Се надевам дека и овој пат уживавте во него. Особено чест ќе ми биде доколку и наредната недела во истото ова време се видиме повторно на оваа фреквенција. За потсетување недела 11 часот и 30 минути ние ќе бидеме повторно тука. Ве очекувам и вас. За сега пријатно од мене.